Благодарам, председателе. Бидејќи со господин Торцев доаѓаме од Изград, значи Искра, Југоисточна Македонија, јас сакам во старт да се сложам со неколку работи, а тоа е навистина Југоисточна Македонија како регион зборувам, значи не само општина Струмица, туку десетината општини кои што спаѓаат во тој регион, за жал е еден од регионите од каде што најмногу се полни буџетот на Република Македонија, а во изминатите 20 години независност е регион кој што има најмалку добиено назад, поврат. И тука апсолутно се сложувам дека во секоја област е потребно дополнителни средства и дополнителни капитални инвестиции. Меѓутоа, кога зборуваме за капиталните инвестиции, треба да бидеме малце и реални и објективни и да кажеме и она што е направено, меѓутоа и она што навистина е неопходно и треба да се направи во наредниот период. Јас ве разбирам вас како опозиција, дека постојано ќе критикувате и тоа што е направено, дел можеби ќе најдете одредени забелешки, дека можело и подобро. Од друга страна треба да ме разберете и мене како пратеник на позиција, дека секогаш треба да ја го бранам програмата на владата и да викам дека е направено и дека треба уште нешто да се направи, меѓутоа треба сите заеднички, барем како пратеници од Србичкиот регион, да се заложиме сите овие работи, барем во овој нареден 4-годишен мандат, бидејќи и на мене и на вас не е прв мандат, да се заложиме барем одредени 3-4 капитални објекти, како што е системот на Маркова брана, како што се сите регионални патишта околу Струмица, како што е Струмичкиот театар, кои што можат и треба да бидат инвестирани од владата, а не зависат од локалната самоуправа, затоа што локалната самоуправа реално таму нема ингеренции, барем тие работи да се реализираат во овој период, ако веќе не се реализирале во изминатите 20 години наназад. Јас сакам да кажам неколку работи, значи во врска вашата дискусија почнавте со тоа дека ВМРО-ДПМН е се што ветил излажал и дека ВМРО-ДПМН како партија не стои на своите ветувања. Дали ВМРО-ДПМН стои или не стои на своите ветувања, после завршувањето на својот мандат си дава отчет во врска со сите дадени и реализирани ветувања. Јас како пратеник од Струмица, од 4-та изборна единица, дадов одредени ветувања пред своите гласачи и после 4 години, здравје Боже, после завршувањето на мандатот, треба да излеземе со отчет за тоа што е сработено. Дел од проектите кои што ги спомнав претходно, кои што спаѓаат во групата на капитални објекти, значи не зборувам сега за економска политика на владата во врска со зголемување на пензии и така натаму, кои што нема да ја опфати само Струмица, да се однесува само на нашиот регион. Значи ако се зголемуваат пензиите, ќе се зголемуваат за сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа оние проекти кои што се однесуваат на микро ниво, значи на општинско ниво, јас сум спремен да си дадам отчет после 4 години и верувам дека ќе имам сладка задача, а тоа ќе биде дека сите овие 3-4 капитални проекти во овој 4-годишен период ќе бидат реализирани од страна на владата на ВМРО-ДПМН и нивните коалициони партнери. Кога зборуваме за јавна администрација, рековте дека граѓаните не биле задоволни, јас исто така може да кажам дека има реакции поплаки од граѓаните дека не се задоволни. Меѓутоа, зошто не се запрашиме кои се тие јавни луѓе во јавната администрација кои што не се вршат својата задача? Значи, тоа се луѓе кои што цел живот се научени на државна работа, кои што сега новите трендови кои што ги наметнуваат и новите технологии, компјутеризација и така натаму, за нив е нешто што е мисловна именка. И токму во тој дел е потребно и од вас како опозиција да ја добиеме целосната поддршка за реформите кои што се вршат токму во тој дел на јавната администрација и проектите кои што ги спремува влада, се со цел да имаме јавна администрација не само за ВМРО-ДПМН и членовите на ВМРО-ДПМН, туку за сите граѓани на Република Македонија. Јавната администрација е токму јавна затоа што служи на сите граѓани и токму тие проекти кои што сега ги спроведува владата, се со цел подобрување на работата на јавната администрација, треба да бидат поддржани од сите. Најмалку е потребно вие како опозиција да критикувате, иако јавната администрација не е проблем кој што се влече со години налазад. Значи, неефикасноста не потекнува од периодот само на ВМРО-ДПМН или по периодот само на СДСМ од 2002 до 2006. Тоа е едно горчливо прашање кое што конечно некој се реши да се зафати со таа јавна администрација и јас мислам дека
благодарение сега на одредени проекти кои што ги спроведува Министерството за информатичка технологија и јавна администрација, ќе дојде до одредено подобрување во работата на јавната администрација, иако тоа е жива материја која што секојаш може подобро, секојаш може повеќе, меѓутоа добро е да се види одреден напредок во нивната работа. Не сакам да навлегувам во вашите црни сценарии околу тоа дали ќе нас најде судбината на Грција и дали ќе бидат исплатени субвенциите, платите и пензиите на граѓаните. Потекнуваме, како што рековте и вие од земјоделски регион, дајте ми еден пример, значи единствен пример на земјоделец кој што нема исплатено субвенции за 2010 година, а да има во ред документација. Јас знам дека нема. Има многу кои што доаѓале кај мене, меѓутоа на кои што им фалат одредени документи. Значи, јас зборувам за луѓе кои што имаат целосна, комплетна и точна документација. Иако има неколку луѓе кои што доаѓале и лично кај мене, значи кои што доаѓале, меѓутоа им фалат одредени документи во списокот на документи потребни за апликација при подигање на субвенциите. Иако, веројатно тоа сте добро запознаени, според законот за субвенции, субвенциите се исплаќаат до јуни месец наредната година. Значи, ако имате поднесено вие субвенција за 2010 година, крајниот рок, според закон, кој што треба агенцијата за да ја исплати, е 1.6.2011 година. За 2011 година, крајниот рок е 1.6.2012 година. Така да во нито еден случај рокот за субвенции не е пробиен за ниедна култура, освен кај одредени проблематични поединечни случаи каде што се работи со некомплетна документација или погрешно внесени податоци и така натаму. Меѓутоа, ниту еден земјоделец, поготово во Струмичкиот регион, нема кој што имал комплетна документација, точно пополнети апликации, а да нема добиена субвенција. Околу исплатата на платите и на пензиите не сакам да зборувам, јас бидејќи сум нов пратеник, меѓутоа се занимавам со политика повеќе време, на секое носење на буџет или ребаланс на буџет, СДС овие 5 години постојано излегува со црното сценарио дека еве готово, крај веќе, нема да има пензии, нема да има плати. Сега ги прифаќате и овие европски примери со Грција и Италија, меѓутоа пензионерите, прашајте ги, до 15 си ги зимаат редовно пензиите, администрацијата во која што спаѓаме ние како пратеници редовно секој месец си зимаме плати и се надевам дека и во наредниот период за доброто на сите граѓани, значи никој од нас не треба да се радува дека ќе пропадне државата, со тоа и ВМРО да помне, затоа што не е само СДСМ и ВМРО да помне државата, за доброто на сите граѓани да се надеваме дека со добри и успешни економски политики ќе продолжи тој тренд и во наредниот период. Кога зборуваме за инфраструктурата во Југоисточна Македонија и Струмичкиот регион, е жално што СДСМ сега не критикува нас. Вие сте човек кој што е подолго во политиката, сетете се само на железничката пруга кон Бугарија. И тогаш и сега имаше две опции. Едната опција да оди преку селото на Тито Петковски Псача, се извинува, а втората опција беше да оди преку Струмичкиот регион, значи Штип, Радови, Струмица, и да се поврземе на Првомај во Бугарија, Петрич, каде што и сега има пруга. Благодарение на тогашната владина политика, а тогаш за жал имавме и министар во владата на Република Македонија, не е фер, не е често да го спомнувам неговото име, вие добро знаете од Струмица кој беше тој. Очигледно авторитетот на Тито Петковски победи и се донесе политичка одлука, значи не економска, и тоа треба да го признаете и да бидете честни, во интерес на Струмичкиот регион и Југоисточна Македонија се донесе политичка одлука пругата за Бугарија да оди преку Кривапаланка и преку селото на господинот Тито Петковски, ме исправија, мислам дека е Псача бил. Таа пруга и до ден денес, после 15 години не е завршена, и до ден денес се надевам и во наредните буџети на Република Македонија ќе стои како капитална инвестиција, затоа што тоа ти е буре без дно. Јас имав прилика пред 3 месеци да поминам низ
тој регион на Македонија, случајно, и видов дека се уверив зошто таа пруга и не е завршена. Значи, таму досега, како што доби вчера информација, има потрошено некаде околу 190 милиона евра, а се потребни уште една купа пари кои што би требало за да се доврши таа пруга. Разговарав со директорот на Македонски железници пред 4 месеци, неговиот искрен одговор беше дека и сега, во моментот, без никаква проектна документација, ако ја почнеме пругата од Штип до Струмица, ќе не чини помалку пари, отколку да ја довршиме таа пруга. Затоа што Струмичко, Радовишкиот, Штипскиот регион немаме потреби од никакви тунели, се работи за рамнински дел, немаме потреба од никакви висечки мостови по 30-40 метри, а од друга страна, од страна на Бугарија ги имаме на 15 км изградена инфраструктура. Нека биде и 15 до Петрич. Целиот тој проект би чинел некаде од 80 до 100 милиони евра. А до сега во тој дел, значи, има потрошено 190 милиони евра. И прашање што колку пари ќе се потрошат за да се доврши таа пруга. И кое стопанство ние ќе го развиваме во Крива Паланка, ако го споредуваме со стопанството во општина Струмица? И затоа реков дека вие од барем од СДСМ не смеете да зборувате за инфраструктурни проекти во Југоисточна Македонија, а најпалку пак смеете да зборувате за железничката пруга. Затоа што одреден проект кој што е почел во 95-6 година е токму во времето на СДСМ врз никаква економска логика. Значи, бидете реален и потврдете го ова. Дека нема никаква економска логика пругата да оди преку Крива Паланка, а да се заобиколи Штип, Радови, Струмица. Ако ги успоредиме економските резултати на Крива Паланка и Струмица, мислам, тоа не е споредливо. И затоа во тој дел не би дискутирал повеќе. Кога се работи за гасоводи и патишта, исто така сакам да кажам неколку работи. Патот Радови Струмица не е пред 20-30 години. Патот Радови Струмица е граден после Втората светска војна, тоа го кажав и на една друга дискусија. Се извинам? Вре. Значи, патот Радови Струмица, коцките кои ден денеска постојат, се градени од страна на германските затвореници. Значи, тоа е некаде после Втората светска војна. За жал, сега сме веќе 2011 година, тој пат е делот. Тој пат, оние преостанати 10 км, уште се во коцка. И тоа е срам не само за ВМРО, тоа е срам за Македонија како држава. Тоа е срамота. 2011 година, Струмица, како една од најразвиените општини, се уште да немаме довршено пат. Меѓутоа, од друга страна, треба да бидете чести и да кажете дека благодарение на првата влада на ВМРО конечно нешто почна да се работи на тој пат. Вие тоа многу во се сеќавате. Која сечеше лентата на тој пат и во чие време се направи патот до Владевци? Не, и се направи патот до Владевци. Од друга страна, сега критикувате нешто кое што е видливо и кое што се прави. И сами сте свесни дека патот требаше да биде завршен според договорот со изведувачот до 31 август 2011 година, меѓутоа од одредени оправдани причини е пролонгирано конечното завршување. Патот е веќе во завршна фаза и така да јас во убедувам и вас и сите пратеници од СДСМ дека до година конечно нема да биде во буџетот, дека се надеваме дека најкасно до март-април ќе бидеме сведоци на пуштањето на овој пат кој што од оправдани причини поради проблеми со изведувачите на таа делница, сега да не спомнам тука имење на фирми и така натаму, се пролонгира целата реализација на тој пат. Кога веќе зборувате за патишта и што имаме направено, нели треба да се споредуваме, еве ви го патот Куклиш-Банско. 2002 година, на 15 септември, кога СДСМ дојде на власт, вие имавте поставено ивичњаци и тампон. Значи,
некаде 70% од работите беа завршени. 2006 кога ВМРО ДПМН се врати, немаше ниту ивичјаци, ниту тампон. Значи го украдовте и тоа што го имаше. Го почнавме патот, мислам не вие лично, мислам на луѓето кои што им требале, затоа што не се работи ништо. Пропаднат проекти и така натаму. Патот го пуштивме пред локалните избори, изборувавте на големо дека тоа е маркетиншки трик на ВМРО ДПМН. После 9 месеци, благодарение на владата, со инвестиции од 1.600.000 евра, овој пат си функционира и ова не е лага. Значи, ова е нешто што постои ден денес е видливо. Конечно, после 50 години, исто така се почна поврзување на Ангелци и Велюса. Патот до април ќе биде готов, исто така се работи, не знам дали сте биле во должина од 5 километри. Проект кој што со години и децении е ветуван за сите избори. Патот Струмица-Валандово е реконструиран. Исто така после 40 години. Последната реконструкција на тој пат е било во 72 година. Исто така од Валандово до Удово. Вие многу добро знаете, затоа што се движиме по таа траса. И да не зборувам за некои други работи, сакам само да кажам многу кратко во делот на земјоделието во интерес на времето. Кога зборуваме за правилност прераспределба на субвенциите и како тоа некој манипулирал со површините, треба да бидете чести и да кажете една работа. Значи, од 2002 до 2006 година, вкупно 90.000 хектари се распределени на земјоделците. Од тоа, 78.000 хектари се поделени само на 98 луѓе. Па, господине Орцев, па ние многу добро знаеме во Струмица кој го држи Струмичкото поле. Го држат 3 фирми. 3 фирми. Еве, одете во катастар и видите каде се, дали имате една слободна земјоделска парцела. Па тие 3 фирми не го земаат земјиштето од 2006-та, туку вие многу добро знаете, во 2004 година. Тогаш мислам дека бевте и председател на СДСМ во Струмица. Значи, целото Струмичко поле, кое што е најплодно во државата, го поделивте на 3 фирми. И тие 3 фирми се најголемите добитници од субвенциите. Затоа што имат најмногу земја. И кога зборувате за манипулација, ако некој прави, најдете си ги во вашите редови. Од друга страна, ВМРО ДПМН за овие 4 години подели 33.000 хектари земјиште, меѓутоа не на 98, туку на 4.500 земјоделци. И тоа е факт. И благодарение на таа поделба, голем број на луѓе во Струмичкиот регион си го заработуваат честно лебот. Не сакам да зборам, ќе заборев нешто што е многу важно. Ви благодарам што признавте дека благодарение на ешерихија коли има пат на цените на раноградинарските производи. Ова прв пат го слушам од некој од СДС, затоа што кога ние зборевме дека заради ешерихија коли е намален прометот со градинарски производи во цела Европа, затоа што луѓето едноставно добија уплав да купуваат раноградинарски производи, без разлика што имавме ние потврда дека македонските производи се безбедни. Вие велевте дека не е така, туку дека владата на ВМРО ДПМН е неуспешна, не знае да спроведе политика во земјоделието и така натаму. Конечно, очигледно спадна страстите околу помина земјоделската сезона. Конечно ви благодарам што признавте дека благодарение на ешерихија коли имаме проблем со раноградинарството. Исто така ви исправи колегата Ромео дека владата на ВМРО ДПМН одвои 4,5 милиони евра за оштета на некој начин, ако тоа јас знам дека не е доволно, знам дека штетите се поголеми од 4,5 милиони евра, ама барем дадовме на луѓето колку толку да може да се компензира некоја штета која што реално не е проблем ниту во СДСМ, ниту во ВМРО ДПМН. Ние не можеме луѓето од Европа да ги натераме со сила да јадат краставици, пиперки и така натаму. Значи тоа е тренд. Едноставно пазарите се пресекоа, нормално е производството се излегува во сезона, тоа е сезонско производство, имаше вишок на производство, помала побарувачка и цените падна. Зошто сега на крајот од откупната сезона
патлиџаните во Струмица, а доматите отидоа на 30-35 денари. Зошто не го кажете тоа? Туку ви го одговараше кога кажува дека доматите се 5 денари. Еве, прашајте ги земјоделците, последната цена која е на откуп на земјоделски на домати е 30 и 35 денари. Значи не во ноември, зборам во октомври. Ама нормално е. Значи помало е производството, поголема е побарувачката. И јас не велам дека 35 денари благодарение на ВМРО ДПМН, ама вие треба да бидете објективни и да кажете дека цената од 5 денари, тоа го признавте, ви благодарам, е благодарение на Ешерихија Коли, а не на лошата аграрна политика која што ја води владата на ВМРО ДПМН. Има уште многу работи за кои што сакам да дискутирам, меѓутоа во врска со Агенцијата за храна и ветеринарство, бидејќи сум тесно поврзан со таа агенција, сакам да кажам дека не ги разбирате малце работите. Нема никаква потреба од зголемување на буџетот на агенцијата од следните причини. Значи, целиот увоз и извоз на храна не оди преку Агенцијата за храна и ветеринарство, туку секој увозник и извозник на храна е должен да си направи анализа, дали е тоа микробиолошка, хемиска и така натаму, на својот производ кој што го извезува и увезува, а Агенцијата за храна и ветеринарство е таа која што треба да констатира врз основа на анализата дали одреден производ е микробиолошки исправен или кога се работи за, не знам, некои други сол и така натаму, дали има одреден процент на влага, одреден процент на јод и така натаму. Меѓутоа, тука агенцијата е само контролор кој што ги чита извештаите или анализите кои што ги даваат соодветните институции во Република Македонија. Дали е тоа ветеринарен институт, дали е тоа Центарот за јавно здравје и така натаму. Значи, тука Агенцијата за храна и ветеринарство нема никаков трошок дополнителен во врска со анализите. Во наредниот период, оние реформи кои што се прават во Агенција за храна и ветеринарство, тука ќе има зголемување на трошок во однос на мострите кои што се земаат директно на терен од самите производители и тенденцијата е доколку таа мостра е исправна, трошокот за неа да ја сноси Агенцијата за храна и ветеринарство, а доколку е неисправна, трошокот да го сноси производителот на одредениот прехранбен продукт. Толку се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се реплицирам. Благодарам.